Да образуваш една личност умствено, но не и морално, е да образуваш неволја по општеството. Цитат на Теодор Рузвелт. Добро дојдовте на беседа, епизода број 7. Денешната епизода е наречена Колберговите стадиуми на морален развиток. Како што забележавте, за разлика од претходните епизоди, во ова воведовме еден новитет, а новитетот е дека епизодите ќе ги почнуваме и ќе ги завршуваме со цитат. Цитат кој што ние го одбираме и кој што сметаме дека одговара на темата или на општиот контекст на епизодата која што ја снимаме. Свештениче, како си, добар ли си денес? Одлично. Дали си спремен да го расчеречиме Колберг? Ајде да завлеземе во мистериите на моралот. Во мистериите, да. Епа, како што кажав, денешната тема е Колберговите стадиуми на морален развиток. Значи, во 1958 година Лоренс Колберг ја дава теоријата за морален развиток, со која што во принцип се согласува со теоријата на Пиаже за морален развиток, кој што пак ја дава во 1932 година, значи едно 30 повеќе од 36 години пред него. И оваа теорија на Колберг го опишува моралниот развиток на луѓето низ неколку стадиуми. Тоа се 3 стадиуми, кои што секој од стадиумите е поделен на по 2 нивоа или фази. Колберг во неговото истражување во 58 година, односно малку пред тоа, им представува одредена морална дилема на околу 70 момчиња, кои што се наоѓаат на различна возраст. И односно не само една дилема, туку повеќе дилеми, и на крајот ги препрашува, односно им поставува неколку прашања за самата морална дилема, и тој помалку се интересира за тоа конкретниот одговор што ќе го дадат за како треба да се реши моралната дилема и што е исправно, туку повеќе се занимава со резонирањето кое што седи во позадина на одговорот кој што го даваат момчињата. И на крајот, интервјуирајќи ги овие момчиња кои што се наоѓаат на различна возраст, доаѓа до заклучокот дека луѓето имаат 3 различни стадиуми на морален развиток, може така да се категоризираат моралните развитоци на луѓето, и секој од тие 3 различни стадиуми е поделен на 2 нивоа. Тие 3 стадиуми се предконвенционален стадиум, конвенционален стадиум и постконвенционален стадиум. И тука може да видиме дека ова се поклопува и потсеќа на начинот на размислување кој што постои во спирална динамика, затоа што таму дискутиравме конвенционални нивоа и постконвенционални нивоа. Сега, ќе дадам малку краток вовед на еден од познатите примери на Колберг, каква морална дилема тој им поставувал на самите момчиња. Значи, едниот познат пример е околу фамилијата Хајнц. И во таа фамилија, практично, сопругата Хајнц е заболена и пред смртната постела од еден вид на рак. Меѓутоа, кога одат на доктор, докторите им предложуваат дека постои нов лек кој што може да ја спаси. Лекот е откриен од локален хемичар и господинот Хајнц, незиниот сопруг, се обидува да купи од лекот, меѓутоа хемичарот
наплаќа 10 пати повеќе него ли што кошта да се направи лекот, а ова е било како вредност, како пари, многу повеќе него ли што господинот Хајнц, односно фамилијата Хајнц, можеле да се и дозволат. Фамилијата можела да најде половина од парите, дури и со помошта од пријатели и од поширокото семејство. И тие му, односно сопругот му објаснува на хемичарот дека неговата сопруга е во смртна постела и го прашува дали може да го добие лекот поевтино или барем да плати половина, па понатаму останатите пари ќе му ги даде покасно. Меѓутоа хемичарот одбива, кој што вика дека се потрудил многу за да го открие лекот и дека сака да си направи, да си наплати за тоа. Сопругот е очаен за да се спаси сопругата и така покасно ноќта тој обива во канцеларијата на хемичарот и ја краде. Го краде лекот. Сега прашањето е дали Хајнц, господин Хајнц, требало да обие во лабораторијата, да ја украде, да го украде лекот за неговата жена, зашто и зашто не. И Колберг им поставува оваа морална дилема, не дилема туку, четрлема на момчињата и им поставува прашање во однос на самата ситуација, во смисла дали господин Хајнц требало да го украде лекот. Дали ќе сменело нешто ако господин Хајнц не ја сакал својата жена. Дали човекот кој што ако човекот кој што умира е странец, а не е сопруга, дали ќе направи некаква разлика. Дали полицијата треба да го уапси хемичарот за убиство ако жената почине. И тој ги слушал како интервју, ги слушал одговорите на момчињата, кои што биле 72 и биле помеѓу 10 и 16 години на возраст. И после тоа ги следал во 3 годишни интервали во текот на 20 години. Тоа што го пронашол Колберг е дека различните возрасти на момчињата се поклопувале со различните стадиуми на морален развиток. Во основа, предконвенционалниот морален развиток е од 0 до 8 години. Од 8 години па натаму е конвенционалниот морален развиток во кој што се наоѓаат повеќето луѓе во својот живот и постконвенционалниот развиток се само неколку исклучителни поединци кои што можат да размислуваат во него. Тоа го открил Колберг и ги класифицирал овие стадиуми на ваквиот начин. Во преконвенционалниот стадиум ги поделил на следните две. Првата фаза е избегнување на казна. Значи, моралното размислување тука и заклучување се основа на директните последици. Во преконвенционалниот второто ниво, да речеме, или фаза, е од себе интерес. Акциите се гледаат од аспект на добивка, неголи од аспект на морална вредност. Например, избегнување на казна е господин Хајнц не требало да го украде лекот, бидејќи крадењето е нелегално или неморално и може да биде казнат за тоа. И тоа е објаснувањето и од себе интерес. Бидејќи нелегално и може да биде казнат. Значи се избегнува казната во овој предконвенционален стадиум. Во конвенционалниот стадиум пак, значи сега веќе во третата фаза, стадиумот, односно оваа фаза се вика фаза на однесување на добро момче или девојче, односно добар човек или жена. И доброто однесување практично се однесува околу поглобување со општествените и социјалните очекувања и улоги. Па, например, ако предпоставиме дека улогата на господин Хајнц е да биде добар сопруг, во овој случај тој требало да го украде лекот,
бидејќи тој треба да направи било што може за да си ја спаси жената. Тоа го правят добрите сопрузи. Значи, тоа е третата фаза во конвенционалното, односно првата во конвенционалното, а третата општо. Четвртата фаза, односно втората во конвенционалното, се вика моралност базирана на закон и ред. Тука, моралното резонирање ги зема предвид социјалните закони и правила. И тука, например, одговорот би бил дека Хајнц не требало да го украде лекот, бидејќи морало да го следи законот и да го одржи општествениот ред. И тука завршуваме со предконвенционалните и конвенционалните стадиуми и сега влегуваме во постконвенционалните. Значи, во постконвенционалните првата фаза, или пета поред, е фазата на социјален договор, односно општествен договор. Правилата се гледаат како општествени договори кои што може да се променат кога е потребно. Па тука одговорот би бил, например, дека Хајнц би требало да го украде лекот, бидејќи зачувување на човековиот живот е побитна вредност неголи правото на собственост. И во постконвенционалната последната фаза, односно шеста поред, е универзални принципи. Моралното резонирање во оваа фаза е основано на универзални етички или морални принципи и правда. Па во овој случај, Хајнц би требал, да речеме, или да го украде лекот на истиот начин, бидејќи е побитно човековиот живот неголи правата на собственост, ама може да преговара со хемичарот, може да вложи други напори за да го обезбеди лекот. И практично одлуката тука ќе го прикаже конфликтот помеѓу светоста на човековиот живот и правата на собственост. Значи, накратко, 3 стадиуми: предконвенционален, конвенционален и постконвенционален, и 6 фази во нив. Првата е избегнување на казна, втората е себе интерес, собствен интерес, третата е однесување како добар човек или добра жена, четвртата е моралност базирана на ред и правила и закони, петата е општествен договор и шестата е универзални морални принципи. Ова господинот Лоренс Колберг го утврдил од интервјуата кој што ги правил со момчињата и кој што понатаму ги следел во долгометражната истражување. Накратко, ова беше воведот во неговата теорија и ќе видиме само една работа да наговестам, дека во последната фаза, таа универзални принципи, односно морални вредности или правила, таа ќе биде практично и темата, дел ќе обработуваме во следната епизода која што ќе се однесува на Шварцовите универзални вредности. Меѓутоа да не завлегувам сега натаму, јас после овој вовед би дал збор на свештеникот за да си даде своји коментари и да почнеме со коментарот на оваа теорија на Колберг. Повели. Така, Колберговите стадиуми тие се изучуваат како едни основи за разбирање на моралниот развој во психологијата, во етиката, во социологијата, може би на правните факултети се изучува ова идеја на Колберговите стадиуми. И постоje, значи, и покрај тоа што представува силна основа, постојат и многу бројни критики на оваа идеја, кои што на различни начини ја напаѓаат или ја бранат, или пак се градат врз неа за да ја подобрат во однос на некои нови сознанија кои што се создале врз основа на одредени истражувања.
Меѓутоа, тоа е све во сферата на, како да кажам, на универзитетските размислувања, на еден вид на научни завлегување во оние научни лавиринти на размислување врз основа на точно утврдени истражувачки патишта кои што ги одат истражувачите и научниците. Јас би сакал да ја разгледаме од една надконцептуална и една практична перспектива. Тоа значи едноставно да ја разгледаме како би можеле ние во реалниот живот да ги употребиме оваа идеја на Колберговите стадиуми и да видиме каде ние се наоѓаме, како би можеле да се издигнеме на повисоки нивоа и да видиме од каде доаѓаат овие различни стадиуми за моралниот развој. Од кој дел на нашето битие. Значи, првен јас би кажал како објаснување, би се надоврзал на тебе, со тоа што ќе кажам дека значи, првото ниво, преконвенционалното, тоа е еднакво на контрола на човекот без свест. Значи, тоа е слично како кога ги дресираме животните. И ова ниво се користело масивно во минатото, поготово како неделив дел во религиите, поготово во Аврамовите религии, меѓутоа исто се наоѓа и во хиндуизмот, можеби и во таоизмот во одреден дел, и во многу политеистични религии, каде што моралот е врзан со страшни казни, како што е пеколот, како што е различни видови на страдање, понатака и кармата, кое што ти се заканува на еден начин дека доколку не го правиш она кое што сметаме дека е исправно, ти ќе бидеш, нема да си поминеш убаво, значи ќе ти биде лошо на тебе. И за тоа треба, за твоја гратификација треба да гледаш да избегнеш казната. Значи, лицето се ориентира кон казна и кон послушност, моралните одлуки ги заоснова на избегнување на таа казна, лошо е тоа што носи казна, добро е она што избегнува казна и така натака. Исто така тука е нели она, како што ја нарече ти, парафразирам, инструментално релативистичка ориентација, значи хедонистичка ориентација. Ако ми користи, тогаш е правилно. Значи, ќе ти помогнам на тебе, меѓутоа ако ми помогнеш и ти на мене и така натака. И ова е исто така правило кој што однесување кој што се користело во голем дел во минатото. И потоа идеме до конвенционалното ниво, кое што ние мислиме дека и во општеството генерално, па и во универзитетските кругови се мисли дека е едно поеволуирано ниво. Меѓутоа јас не би рекол, јас би го сместил дека по мене е историски гледано, а и по мене дека се јавува паралелно со првото ниво, со преконвенционалното, меѓутоа дури може и пред него да се јави, бидејќи во нашите во нашиот ген, значи она што е всадено е да се плашиме од отфрлањето од групата. Бидејќи кога сме живееле како собирачи и ловци, кога сме живееле групирани во многу строги и малку бројни племиња, кои што силно зависеле од взаимната интеракција на членовите, на индивидуите, било многу важно да не те исфрлат. Ако те исфрлат од групата, од племето, ти си мртов. Значи нема шанси да преживееш сам, бидејќи околу тебе има, не само што има голема опасност, туку и ресурсите се крајно ретки и недостапни за индивидуа која што функционира сама по себе.
и заради тоа отфрлање значело смрт. А и дополнително сега веќе си создал непријатели кои што ако се движиш околу нив може и да те нападнат и тие да те убијат. Апсолутно, Значи да. треба да бегаш подалеку од нив. Веќе немаш ни сојузници. Така е. Што значи дека овој тип на мотивираност, како што го кажат и добро момче или добра девојка, е исто така еден примитивен начин на влечење на моралот, кој што произлегува од почетокот на создавањето на човечката цивилизација, исто како што е и заплашувањето, кое што малце подоцна се развило и главно се базирало на плашење со помош на митови, религии и така натака. Сега во конвенционалното или во втората фаза доаѓаме до ориентација кон закони и редот. И ред и поредок. Тука моралноста е дефинирана според исполнување на должностите и почитување на правилата, и законите се гледаат како неопходни за одржување на општествениот ред. Тоа е еден вид на поеволуирано размислување во кое што сега голем дел на населението се наоѓа, меѓутоа не целосно. Исто така имаме голем дел од човештвото кое што се уште е заглавено во овие претходни фази кои што се или плаше страф од казна, без разлика дали е казна од оваа световна казна од државата или пак е отфрленост од општеството, сепак се плашиш од некоја казна и сакаш да добиеш нешто повеќе, затоа ги почитуваш нормите и правилата. Меѓутоа, голем дел исто така е и во оваа фаза која што е фаза на прифаќање на законите и редот како нешто кое што навистина треба да постои и тие се наши должности и мораме да ги почитуваме законите и правилата во светот. Тоа е едно, како ја би рекол, меѓу премин од оваа примитивна моралност кон една повисока моралност, која што е постконвенционалното ниво, значи каде што веќе доаѓаме до принципи и навистина е поеволуирано ниво. Ова ниво, како што и кажува самата идеја, самото истражување, дека ретко се достигнува и бара сложено морално размислување и личноста се води според универзални етички принципи. Значи имаш ориентација кон општествен договор, кон права, моралните правила се гледаат како договори, или кои служат за доброто на општеството, и нема догми. Тоа е доста интересна појава која што сега се јавува. Значи законите се преиспитуваат и можат да се менуваат ако не промовираат правда и добробит. Значи веќе не стигаме до одредено поле на размислување на свест, каде што гледаме дека законите не се некои дадени од Господ или нешто кое што мораме да му робуваме за да ни биде добро на нас. Туку гледаме дека правилата се договор и може да се менуваат ако не се во ред. И стигаме до онаа последната шестата фаза на универзални етички принципи, каде што создаваме одредени принципи, вредности низ кои што живееме, меѓутоа личноста си ги поставува сама овие универзални етички принципи и живее по нив и веќе не својот морал и својата етика не ги базира на правила надвор од себе, туку ги базира според сопствената совест. Значи својата совест е веќе основата врз која што се гради моралот. И тоа е по мене надконцептуалната нова моралност која што треба да се јави во човештвото и многу ретко моментално е пројавена, меѓутоа во иднина доколку човештвото остане на еден прав пат на развивање на својата свест и совест, треба да
се издигнеме од поле на закони и на заплашување и на казна кон поле на базирање на сите етички и морални принципи врз сопствената совест на индивидуата и без разлика дали ги кршиме законите, ние ги влечеме нашите активности како што ни кажува нашата душа. Ете, тоа би било моето мислење за овие Колбергови стадиуми. Супер. Ти благодарам за ова твое експозе. Вака, многу добре што го спомна, што го образложи ова целово на начин на кој што наговести дека всушност неговата скала, ајде да ја наречам така, неговите стадиуми, практично се поклопуваат со тоа што веќе го обработивме во Масловата хиерархија и особено во спиралната динамика. Значи, спиралната динамика и Масловата хиерархија, особено спиралната динамика е теорија за човековиот развиток и зрелост и тука се поклопуваат многу работи. Не под зрелост, тука е и когнитивен развиток, меѓутоа и морален развиток, духовен развиток, умствен развиток, значи секакви многу развитоци, да речеме, многу напредни линии или вектори на развиток се случуваат и се опишани преку спиралната динамика. Па така и Колберговиве стадиуми на морален развиток, како што ги гледам јас, многу се поклопуваат со спиралната динамика. Например, неговите први два овие нивоа, да речеме, односно во првиот стадиум, предконвенционалниот, многу се поклопува со стадиумите во спиралната динамика кои што се беж, виолетово и црвено. Значи да се избегне казна пред се и да се гледа сопствениот интерес. Сопствениот интерес највеќе се развива во црвено. Таа е таа еготистична фаза насочена повеќе кон поединецот и тука е сопствениот интерес. А претходната, виолетова, ако паметите од претходните емисии, таа беше насочена кон заедницата, кон племето, тоест, тука се појавуваат племињата и почитувањето на племето и почитувањето на неговите потреби, уште нема закони или правила, меѓутоа потреби, е апсолутно. Значи, без разлика на поединецот. Значи, преконвенционалните, избегнување на казна и себе интерес, тие се поклопуваат многу со овие први три стадиуми во спиралната динамика. Понатаму, конвенционалните, човек, добар човек, односно добра жена, добро момче и добра девојче, се поклопуваат почнуваат да се префрла од црвената во плавата, каде што веќе се бара јавен морал и поклопување со правилата на општеството. Значи, плавата беше апсолутистичка и токму така, добриот човек, без разлика од кој пол, треба да се однесува како што е наложено од неговата улога и општествените барања. Меѓутоа, сакав да кажам дека коренот на потребата да бидеш добро момче или добра девојка е длабоко во нашиот ген, во нашата биолошка структура за прифатеност од страна на другите луѓе. Точно така, а тоа доаѓа од претходните стадиуми, како што можеме да видиме, и практично тоа и го кажува, нели го дискутиравме претходно, дека сите нивоа треба да бидат абсолвирани и сите нивоа се влечат едни во други, односно се надградуваат едни во други и се составен дел едни од други. Па така и овој нагон за себе очувување или за собствен интерес и за да бидеш прифатен, се влече понатаму, односно се остварува и во повисоките нивоа. Покрај ова добро момче, добра девојка, исто така четвртиот стадиум, одnosno четвртата ниво е
моралност базирано на закони и на правила, што повторно е во плавиот стадиум. И почва да го напушта. Сега, интересното е што јас би рекол дека овие што ги Колберг што ги оценил како постконвенционални, односно размислување за општествениот договор и потоа размислување за универзалните етички принципи, тие веќе завлегуваат и ја надминуваат зелената фаза во спирална динамика и завлегуваат до постконвенционалното размислување во самата спирална динамика во жолто и во циркизно. И сега прашањето е кај се наоѓаат зеленото и портокаловото тука? Дали се скокнати? Ти што мислиш, свештениče? Ова е доста интересно прашање. Јас би рекол дека она ориентација кон закони и редот и ред, значи едно под она ориентација кон меѓучовечки односи добро момче, добра девојка, тука веќе полека се навлегува во портокаловото. Бидејќи портокаловиот стадиум си бара одредени закони, одредени правила кои што ќе се почитуваат, меѓутоа нема да бидат базирани врз основа на мит, фантазија и така натака, туку ќе бидат врз основа на договор. И тука веќе полека завлегуваме во прифаќање на законот и прифаќање на одредени општествени правила како нешто ќе кажам иронично од Господ дадено. Значи нешто кое што мора да се прифати за да функционираме. И тоа е карактеристика на портокаловата фаза во спирална динамика, јас би рекол. А потоа во зелена фаза би било на веќе навлегуваме во постконвенционалните нивоа. Тука би било на моралните правила да се гледаат како договори кои што служат за доброто на општеството. Тоа веќе би било завлегување во зелената фаза, додека во жолта и погоре би било финалното шестото ниво, каде што законите се базираат на универзални принципи и моралноста се базира на универзални принципи и веќе можеби во највисокото холистичко ниво доаѓаме до реализација дека личноста се својот морал и своите постапки ги базира врз треба да ги базира врз својата сопствена совест, а не врз веќе пропишани правила. Ете така, значи дури јас би рекол дека тоа што е во трикизно, па после тоа корално, условно речено, веќе навлегува во уште еден друг стадиум кој што Колберг воопшто него не опишал. Кој нема кај него. Веројатно од тоа што го испитува кај луѓето, не може да не го открие како да се појави во интервјуата кој што ги правил. Сега да, се согласувам со ова твое толкување, да речеме, дека вака се поклопуваат. Тоа што сакав практично го наговестаме дека Колберговата теорија многу добро се лепи се поклопува со спирална динамика. Тоа е многу добро, бидејќи гледаме дека има поклопувања и дека практично меѓу себе се потврдуваат, ајде да речеме, двете теории во одредени делови. Сега како што кажа ти, за неговата теорија има критики. Има критики повеќе, има и академски критики околу начинот на истражување, околу ограниченоста, околу претпоставките кои што ги прави во истражувањето. И тоа се критики кои што може да се упатат кон секој истражувач, бидејќи секој истражувач е ограничен, секој истражувач не е Господ, не знае се, туку знае само одреден мал дел од знаењето, човековото знаење, и заради тоа е неизбежно да биде пристрасен. Тоа што јас би спомнал две критики кои што многу држат вода и кои што дури и мене ми текна, додека ја разгледував теоријата. Првата критика е
дека Колберг, ова е директно критикувано од неговата асистентка дури, Керол Гилиген. Дека Колберг, таа критиката гласи дека Колберг не го вклучува светогледот на жените, односно женскиот светоглед, во неговата теорија, бидејќи неговото истражување премногу се заснова на правдата како принцип кој што повеќе им лежи на мажите и воедно неговото истражување го правил врз момчиња само. Значи немал мешана група и нив ги следал и нормално дека заради ова ќе добие пристрасен, да речеме, резултат од неговите истражувања, бидејќи мажите имаат одредена перспектива во која што се разликуваат од жените, а тоа што Керол Гилиген, неговата асистентка, вели и предлага е да се воведе така наречена етика на грижа, бидејќи жените, односно женската перспектива е повеќе фокусирана кон грижа, кон меѓучовечки односи и кон помалку употреба на насилство, например. Ова последно е условно речено, меѓутоа првите две јас сметам дека се точни и дека незината критика многу стои. Се согласувам. Да, баш сега ќе те прашам само да го довршам ова. Значи во основа веројатно дека Керол Гилиген е, како да кажам, можеби е првиот предлагач на таа една новодојдена теорија која што се вика етика на грижа и која што се појавува во 80-тите години на 20-тиот век, кој што понатаму кога ќе ги обработуваме разлите морални теории, ќе видиме дека постои и таа теорија. Значи покрај класичните три теории постои и етика на грижа, која што е како новодојденец. Сега јас би те прашал, што мислиш ти за оваа критика неизина во однос на Колберговата теорија, да речеме? Мислам дека оваа критика апсолутно држи вода и во иднина, во некоја следна епизода треба да ја обработуваме таа етика на грижата и да ја разглобиме, да видиме што може од незе да се научи. Меѓутоа, ова е една од критиките кои што влегува во оние, јас би ги рекол, академски критики, кои што можеме да ги тераме до бесконечност и назад. Значи, исто така и бранење на оваквите принципи кои што ги создаваат одредени научници. Можеме да завлеземе да ги браниме нив во секој можен детал и можеме да ги напаѓаме за сите нивни недостатоци и реално мислам дека практичниот напредок кој што ќе го достигнеме преку такво едно сувопарно академско разгледување на работите е многу лимитиран. Никаде нема да стигнеме. Уште 100 години можеме да се расправаме за што фали, која била грешката во неговите испитувања, кои позитивни работи ги открил и така натака, и џабе ќе биде. Само една ментална мастурбација која што константно си ја вртат во академските кругови, без реални заклучоци. Тоа е така бидејќи овие прашања, поготово прашањата за морал и етика, меѓутоа и прашањата за универзални закони, универзални правила и така натака, вредности на човековиот живот, се прашања кои што мора да се разгледаат, одреден дел во академските кругови, значи преку науката и преку истражувањата, меѓутоа поголем дел треба да се разгледува и на одредени неконвенционални методи. Значи треба да се разгледува во полето на религијата. Треба да се разгледува во полето на психологијата, во полето на индивидуалните себеспознавања, како контемплација за себството, како длабоки откритија за потеклото на свеста на човекот. И сите овие работи кои што ги кажувам не се
например, кога спомнав да се разгледува низ полето на психологијата. Јас не мислам да се пишуваат нови трудови сега, меѓутоа овој пат од психолози кои што го даваат своето мислење врз основа на нивни истражувања. Не, тоа е повторно се вртиме во ист круг. Се вртиме во кругот на истражувањата, кои што никогаш нема да бидат целосни. Нас ни е потребно да направиме една комбинација од научни истражувања и субјективни гледишта на луѓе кои што се објективно свесно изградени луѓе. Луѓе кои што во основа на кои што работеле на својот карактер и се изградиле до таков степен да живеат еден совршен живот. Живеат прекрасен, балансиран живот на сите полиња. Тие луѓе треба да ги прашаме за нивни субјективни мислења врз основа на градење на вредности, градење на универзални принципи, а не да си ги базираме нашите животи врз основа на истражување на научници кои што прават одредени истражувања, откриваат некои вистини, меѓутоа ги зачинуваат со своји субјективни несовршености од нивната собствена психа. Во право си. Апсолутно си во право. Добро, јас овој коментар го спомнав повеќе затоа што јас го увидов истото, практично дури ако го проширам коментарот, не би се задржал само на тоа зошто не е перспективата на жените внесена, туку зашто не е перспективата на екосистемите внесена, зашто не е перспективата на другите животни и зашто на крајот па не е перспективата внесена на целото бите и целото постоење. Е така. Значи не е само жените во ред, жените имаат различна перспектива, ама имаат и цркињата, имаат и растенијата, имаат и тие заслужуваат, имаат одредена морална вредност, имаат одредено морално резонирање, барање, изискување, потреби, права и слично. Има етички теории кои што ги обработуваат и нив, пример, за екологијата, например, има етика на околина и длабока екологија. Тоа се, да речеме, еден вид на полуиздатоци од етиката на грижа, меѓутоа проширена не само врз луѓето или врз децата или врз тоа што нас не интересира, односно не е антропоцентрично, не е човекоцентрично, туку се шири на растенијата и на животните и на екосистемите и кои обврски и права ги имаме во однос на нив. Така што овој коментар и од тој аспект, знаеш, ако гледаме веќе од аспект на оние постконвенционални фази во спирална динамика како жолтата и како трикизната, по автоматизам ќе ни дојдат овие прашања. Чекај малку. Че не може само да гледаме кои се правилата и размислувањата во однос на луѓето и нивните заедници, туку и како понатаму се шират моралните прашања и обврски и одговорност и права и принципи врз целото битие, врз се што не окружува и се што постои. Имаме ли право да, например, скинеме добро уметничко дело? Морално прашање ли е тоа? Имаме ли право да скршиме прозорец негде на некоја напуштена зграда кај што никој не ја гледа? Дали е тоа морално дело? Дали е дозволено? Не е дозволено? Значи има прашања кои што завлегуваат во самата суштина на битието, а кои што не се однесуваат на луѓе. Кога скршиме тој прозорец, нема да наштетиме никому како човек. Меѓутоа, може ќе наштетиме на самото битие. Може самото правење на негативно дело, односно деструктивно дело, е негативно самото по себе, така? Апсолутно. Значи има повеќе, како да кажам, размислување и морални проблеми, односно етички проблеми тука кои што треба да ги разгледуваме, а овие можеме да ги разгледуваме само кога ќе влеземе во постконвенционален начин на размислување. Да ни текнат воопшто дека постојат, нели? Да. Сега тоа е едната критика која што ја спомнав баш со оваа цел. Интересното е што, например, Колберг ги дава овие работи како стадиуми. А стадиуми претпоставува дека тие се на еден начин фиксни. И во смисла, според него, еден човек се качува во стадиумите, генерално не може да регресира назад, да паѓа, може да се заглави во некој стадиум, меѓутоа кога ќе навлезе во некој стадиум, веќе не може да се врати назад
во редовното размислување, туку може само да оди напред, генерално гледа. Една моја критика би било тука дека не е така. Во однос на променетите услови животни, може еден човек да регресира. Еве, класичен пример е тоа што се случува во војната во Украина моментално, како се однесуваат луѓето таму. Значи, може би тие луѓе, тие војници, кои што биле сосема функционални членови на општеството во Украина, во Русија или било каде, кога ќе отидат таму во војна и кога ќе бидат во постојана закана по животот, да се претворат во животни и да не се воопшто способни да резонираат софистицирано, ниту па да видат човечноста, да бидат човечни и да ја видат човечката вредност во оној кој што пука на нив од другата страна и тој за нив да стане буквално непријател кој што треба да се поништи и тоа е тоа. Значи можеме да видиме дека нивното морално резонирање може да регресира многу ниско од аспект на контекстот и од аспект на ситуацијата во која што се наоѓаат. Не мора да бидеш задржан во едниот стадиум. Некои од луѓето може би ќе останат во истиот стадиум, меѓутоа многу луѓе ќе регресираат. И тука можеме да видиме дека неговата теорија од тој аспект не држи вода, меѓутоа држи спирална динамика, бидејќи спирална динамика кажува дека на кој фаза, односно во која фаза, во кој стадиум се наоѓаш, зависи од условите во кои што се наоѓаш и дека можеш да регресираш надоле. Апсолутно. И кога стигаме до оние фази на универзални етички принципи, можеме да сватиме дека доколку индивидуата е спремна или да стигне и да биде свесна дека правилата не се тука за да те казнат или пак за да ти дадат шанса да се покажеш пред другите луѓе, туку правилата се тука за да изградиме едно општество каде што на сите ќе им биде добро, на сите ќе им биде пријатно да живеат во еден балансиран екосистем и можеш да одиш чекор напред, можеш веќе самиот да си создадеш свој етички правила на живење. Тоа е еден вид на приорна етика. Апсолутно се согласувам со тебе. И тука треба да се да биде фокусирано на нашето внимание, поготово вниманието на оние луѓе кои што се сметаат себе си за луѓе кои што ја развиваат својата свест и својата совест и кои што сакаат да го извлечат максимумот од овој живот. Тие треба да се создадат своји вредности. Ние понатака во некои подоцнежни емисии ќе снимаме и епизоди за вредностите, за кои би биле најдобри вредности или која би било основата на влечење на универзални вредности на живење. Меѓутоа, сеедно, секој човек мора да седне и да размисли убаво, темелно, врз основа на можеби на академски трудови и на она што го учел во школа и на факултет и така натака. Меѓутоа, тоа е само еден мал дел. Треба да се базира и врз емоционалниот развиток свој, врз религиите и она што го учат религиите, врз духовноста, врз својата свест, своите искуства и така натака, и длабоко да контемплира на кои ќе бидат неговите вредности на живење, да ги создаде, убаво да ги оформи и од која ќе ги оформи да ги живее. Преку овој начин на живење, овој начин на функционирање, ние можеме да достигнеме вистински правилен живот и вистински свесен живот. И навистина да ги искусиме супериорните аспекти на човечкиот живот. Можните како да кажам, можните нивоа на свест
кои што ни се достапни како човечко битие. Да беше Аристотел тука ќе ти кажеше браво бе свештениче, бе дојде да ми бидеш асистент. Нели според него треба до максимум да се развиеш како битие, до максимум на своите доблести, вклучувајќи и да станеш до толку да се развиеш морално и етички, што ќе почнеш да си задаваш собствени, да речеме, ќе тргаш од собствените морални принципи. Апсолутно, и тоа е нешто што Колберг го начнал во неговите истражувања, значи на крај почнал да завлегува во тоа, меѓутоа бил лимитиран врз основа на неговите методи на истражување. И на неговото време. Меѓутоа, доколку почнал малце интуитивно да му верува на Аристотел, тој ќе сватил дека мора да се иде понатаму, не може да заглавиме во универзални начини на размислување или во договор како ултимативно воспоставување на моралот. Значи јас и ти се договараме што е правилно и го тераме тоа, и тоа е врвот на човечката цивилизација. Не е тоа врвот. Врвот на човечката цивилизација е кога своите вредности и своите целиот свој морал го базираш на својата душа, го базираш на својата свест. И доколку човек навистина го направи тоа, ќе открие дека сите своји активности ги прави од една позиција на безусловна љубов кон другите луѓе, бидејќи свеста која ќе се прошири до максимални граници, таа го опфаќа светот, го опфаќа универзумот и почнува да се гледа себе си како почнува да го гледа светот како дел од себе си. И тој потоа не може да си наштети, не може да си направи нешто лошо. И оваа приказна која што ја кажа ти за жената, за дали да украде нешто, дали да украде лек за да ја спаси жената или да не украде и така натака, тоа веќе не е прашање. Ти веќе тука не можеш веќе да се замараш за такви глупости, затоа што и ти, и хемичарот, и жената, и прозорецот кој што го кршиш за да обиеш вратата, и лекот кој што го земаш, сите се дел од тебе. И ти веќе не гледаш, не размислуваш што треба да направиш, туку ти само го правиш оно кое што треба и се соочуваш со последиците кои што треба да се соочиш без никаква грижа во тебе. И се правиш од една апсолутно позиција на љубов. Токму така, тоа го зборувавме пред неколку епизоди, не ми текнува точно во која, дека ширењето на свеста и развитокот, мислам дека во зрелоста како процес, зрењето како процес и стадиуми на развиток. Мислам дека таму го дискутиравме дека постепено како што зрееш го шириш опсегот со што се поистоветуваш, на крајот завршувајќи со битието, со целото постоење. И практично стануваш одговорен за се, ама воедно стануваш љубовен за се љубиш. И заради тоа, како што кажеш ти, едноставно веќе делуваш од аспект на љубов. Така. Сега, јас би искоментирал само едно како предупредување тука. Знаеш, она што го спомнавме претходно дека Джордан Питерсон го коментира за Ниче и Ниче кој што вика ја изгубивме религијата и сега треба да се направиме во уберменш, односно супер човек, со тоа што ќе си дадеме собствени, да речеме, ние ќе си ги дадеме основите на моралните принципи. Како што можеш да видиш и ти самиот, тука е една има огромен потенцијал и за морална корупција. Затоа што ако си ги даваме основите на универзалните правила, кои што така ги нарекуваме, ние си мислиме дека се универзални правила, а всушност се основаат на нашите себични, нарцисоидни правила во нивната позадина, подсвесно, тогаш ќе направиме многу голема морална корупција. И има решение за тоа. Решението е да го правиме секој овој процес на себе развиток на понизен начин, наместо на еготистичен и нарцисоиден начин. Ако се развиваш на понизен начин и се гледаш понизно себе си како некој кој што треба да се развива бесконечно и многу малку знае и треба да биде понизен спрема постоењето општо, тогаш оваа морална корупција ќе ја избегнеш. Дури кој ќе ги откриваш или создаваш или следиш или
откриваш, да речеме, универзалните морални правила и принципи, дури и тогаш, ако понизно навлезеш во овој процес на откривање, ќе ги откриеш вистинските, наместо оние што тебе ти одговараат како поединец на еготистичен или нарцисоиден начин. Ова е многу длабоко што го кажам. Бидејќи тука веќе наговестуваш дека кога ги базираме кога ги создаваме нашите најголеми вредности и кога размислуваме за како да постапиме врз основа на нив во еден конкретен случај, не секогаш ние избираме нешто кое што ќе ни биде добро на нас, па дури нешто што ќе биде добро за сите. Туку можеме да избереме и нешто ако почнеме ако пристапиме со една понизност, можеме да направиме некоја постапка која што е навидум лоша за нас или штетна за нас и штетна дури и за околината и за другите луѓе, меѓутоа е идеолошки или подобро кажано принципиелно правилна. Како на пример, еве ми текнува тоа се јавува усвари во различни приказни кога во различни фантазии кога на некој протагонист ќе му се даде некоја дилема дали ќе ја каже вистината, да речеме, и ќе ризикува војна и уништување и страдање, или ќе излаже и ќе спаси своето царство од страдање и од војни, меѓутоа тој сепак ја кажува вистината. И кој ќе го прашаат зошто ја кажа вистината кога со една мала лага можеше да го спасиш царството од војна, тој ќе каже бидејќи вистината е поважна. Така, точно. Да, тука, например, ваквите дилеми јас ги имам разгледувано, читано во различни етички теории, пошто тоа ми беше дел од работата кога работев како истражувач. Една од класичните теории е деонтологија, односно етика на должности, и практично ако деонтолошки например, еден класичен пример на деонтологија е 10 господови заповеди. Тоа е деонтологија. Значи директно се дава што смее да се прави, што не смее да се прави, и после тоа во пософистицираните модерни теории има и класифицирање на кој од тие правила или принципи е побитен или поосновен или по-силен во однос на кој друг. И, например, ако вистината е најбитен принцип, тогаш, без разлика што се случува, треба да говориш вистината. Меѓутоа, тоа може да се разгледа и од други аспекти, од теорија на доблести, дека вистината, ако ја следиш како доблест, тогаш, односно ако не почнуваш со мала лага, нема да има шанси да навлезеш во поголема лага. Може да се следи од аспект на етика на последици, односно утилитарианизам, кој што вика дека, односно телеологија, кој што вика дека може да се гледа од аспект дека ако ја следиме вистината, таа на крајот ќе произведе најдобри ефекти на долг рок и така ната. И оставаш пример, например, понатаму сите идни луѓе кои што те гледале тебе, кои што ќе базираат своите принципи врз основа на она што ти си го направил, ќе научат да ја вреднуваат вистината. И покрај тоа што ти си спасил царството и себе си од војна, ти си поставил порака до идните генерации дека ворете да се лаже. И понатаму тој мир тебе во иднина ќе ги кошта многу од твоите поколенија. Да. Епа, тука негде сме и при крајот на образлагањето на Колберговата теорија. Има само уште една мала, накратко ќе спомнам, ако не е мала критика на самава теорија, а тоа е дека многу често му замеруваат на Колберг дека без разлика што он нашол стадиуми и што нашол кој е вообичаеното однесување и начинот на морално резонирање во одреден стадиум, дека луѓето многу често не се однесуваат така како што налага стадиумот. Значи, они може да се така да одговараат во пристојна, заштитена
академска средина во која што ги спрашуваш што би направиле во оваа ситуација, а во онаа ситуација што би направиле. Меѓутоа во вистинската ситуација да не се однесуваат така. Заради тоа што тогаш па се откриваат некои морални принципи кои што се закопани, кои што се под површината, а кои што претходно не ги резонирале во академското обкружување. И кои што се длабоко емоционални. Да, точно. И емоционални, па и инстинктивни дури, бе, рекол, нагонски. Значи, има многу принципи кои што седат под површината и за кои што ние не сме ни свесни дека постојат се додека не се појават во дадената ситуација. И, например, знаеш, едното од прашање е дали луѓето рационално, дали прават рационални морални одлуки. И сега јас би рекол, знаеш, тука одговорот е двозначен. Луѓето можат, кога ќе седнат на тенане или кога ќе седнат да ги размислат што некои ситуации кои што им се случиле и тогаш можат да создадат одредени, да извлечат поуки, да речеме, рационални, на рационален начин. Некогаш и не можат целосно, некогаш ќе останат тие поуки на емоционално ниво или на нагонско ниво, ама можат во некои ситуации да извлечат и на рационално ниво поуки. Тоа ако ќе го извлечеш како поука, тука веќе можеш да ја воспоставиш некоја, например, потенцијално некоја нова парадигма на размислување, како што заборевме во спирална динамика. Меѓутоа, кога се случува самиот настан и кога треба да донесеме моралната одлука во реално време, а не да седнеме убаво и да размислиме, тогаш начинот на размислување е полуинтуитивен, полурационален. Значи, интуицијата зависи од претходните поуки кои што сме ги донеле претходно, а понекогаш, ако ситуацијата се однесува на некои работи кои што ниту сме имале време да ги донесеме, да ги преживееме како ситуација, а во исто време се однесуваат на многу ниски, например, нагони. Класичен пример, се одиш по улица и некој ти вади пиштол. Значи ти таква ситуација никош не си преживел претходно и тука апсолутно се спушташ на ниво на инстинкт за преживување и делуваш твојот морал воопшто не ни чепка, не ни оди кон рационално размислување тогаш. Не може, дури ако почнеш рационално да размислуваш, ти практично ќе си наштетиш на себе. Апсолутно, да. Значи тука автоматски делуваш на ниво на нагон и на ниво на емоции или така натаму. Значи, ова е многу добра критика затоа што ние можеме да извлечеме поуки од тоа што ни се случило и од моралните дилеми или проблеми или одлуки кои што сме ги правеле во минатото. И така и растеме низ стадиумите, практично затоа што ги влечеме поуките. И пак си воспоставуваме нови парадигми на размислување. Меѓутоа многу често се случува во самите, не многу често, туку повеќето ситуации, во самите ситуации да размислуваме интуитивно. И ако таа интуиција сме ја образовали, сме ја оформиле да биде пософистицирана, ќе размислува пософистицирано. Ама ако не сме ја образовале, ќе размислува многу просто. Епа, јас би рекол дека тука веќе можеме да затвориме Колберг и неговата теорија. Само накратко, сижето во две реченици, Колберговата теорија во 58-та година се вика стадиуми на морален развиток, се дели на 3 стадиуми, кои што се поделени па секој стадиум по 2 фази. И тие трите стадиуми се предконвенционално ниво на децата од 0 до 8 години, конвенционален стадиум кој што од 8 години па натаму, каде што повеќето луѓе припаѓаат, и на крајот имаме постконвенционален стадиум во кој што многу ретки поединци и групи припаѓаат. И тоа што го каже свештеникот е дека треба ние да се стремиме кон напредување во стадиумите за да ги постигнеме овие постконвенционални стадиуми, како што практично налага во наводници и самата спирална динамика. Кажавме неколку критики за Колберговата теорија и сега ќе му оставам на свештеникот само да каже некои практични или прагматични совети или идеи кои што можеме да ги извлечеме од нашата епизода. Нешто што треба да се знае од практична природа е дека етиката и моралот се апсолутно мултиаспектни дисциплини. И не е доволно да се читат трудови академски само за нив, туку треба да се истражува
да се истражуваат многу други дисциплини. Значи треба да се истражува религијата, треба да се истражува психологијата и така натака, но исто така многу важно, можеби уште поважно од сите овие други работи, е да се контемплира и да се медитира на своите вредности, за да се постигне субјективен морален компас кој ќе биде базиран на апсолутна љубов и апсолутна свест. Право свештениче, некој тука би ти коментирал, ама ти се многу сакаш сега ние да учиме и психологија, да учиме и духовна, значи нема време за тоа. И јас тука би им одговорил, па сега, сакаш ли да бидеш голем човек или не? Апсолутно, тоа е единствениот одговор. Ако не сакаш да бидеш голем човек, уопште ништо не чита и не мисли. Да. Седи пред кладилница и пи пиво и готово. Па супер, можеме да завршиме тука и како што рековме, како што наговестивме, наместо поздрав, ќе завршиме со цитат. Човекот кој управува со своите нагони е господар на светот. Ние нив или ги командуваме, или сме од нив поробени. Подобро е да бидеш чекан, него наковална. Свети Доминик Гузман.